إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije bi idnillahi ta'ala ke продолжиме вечерва со биографијата на нашиот сакан посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, и во минатиот дерс веќе учевме, влеговме во 8-та година после хиджретот од нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, и спомнавме нешто во врска за отворањето, односно ослободувањето на Мека, и тоа писмо што го прати Хатиб ибн Аби Балтаа радијаллаху ан, и како посланикот салаллаху алейхи ва селам го спречи кога му дојде објава, и го прати Алија радијаллаху ан со други асхаби да и го земат тоа писмо на таа жена, и така курејшитите да не дознаат што планират Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. И во тоа време, во 8-та година, поточно во месец Рамазан, курејшитите не знаеа уопшто ништо што планират пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Зошто кога го анулираа тие договорот со посланикот салаллаху алейхи ва селам, и кога Абу Суфијан отиде во Медина и не имаше успех во продолжување на договорот, така курешитите беа во голема неизвестност, во голема несигурност, што ќе се случи со нив и што планират пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Така што пратеникот салаллаху алейхи ва селам во месец Рамазан, 10 дена после поминување од месецот на Рамазан, се упати со неговите асхаби за Мека. Се упати за Мека за да ја ослободит од мушриците, за да ја ослободит Кааба од раците на мушриците. И ова е патот на пратениците Аллахови, што на крај победата е нивна. Зошто Аллах субхана ва таала ги тестират, ги искушува неговите пратеници и пејкамбери, но на крај победата е нина. Така што посланикот салаллаху алейхи ва селам го избрка од Мека и сака да го убијат, и така натаму, но на крај се врати во Мека како ослободувач и како владар на Мека. Зашто после отворањето, после ослободувањето на Мека, стана посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам владарот над Мека исто. Не само над Медина, туку исто и Мека. И тоа беше
ako se podsjetime vo onaj razgovor odmeđu Heraklios i Abu Sufjan, koga go prašuvaše Heraklios za nekoji znaci od pratenikon Muhammed sallallahu alaihi wasallam i od tije znaci kako se odvivat vašite bitki s onego, i togaš reče Heraklios, deka, koga odgovore Abu Sufjan, deka nekogaž nije pobeduavme i na kraj no pobedata беше во нивни раца, рече Heraklios, така се пратениците, така се пекамберите. Allah subhanahu wa ta'ala ги искушува, но на крај победата е во нивните раце. Така што пратеникот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам во 11-тиот ден веќе од месец Рамазан се упати со 10.000 асхаби од Медина за Мека. Со 10.000. Тие 10.000 беа од мухаджирите, од ансарите и други големи племиња што со тек на времето во Медина се конвертира во исламот. И ова е исто од плодовите, што бројот на муслиманите се зголеми, ова е од плодовите на мирниот договор од Ел Худејбија. Зошто кога во тоа време немаше битки, немаше борби со курешитите, посланикот салаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби се концентрираа во повикување на племината арапски во исламот, поканување на племината арапски во исламот. И во тоа време еден голем број од племината арапски се конвертираа во исламот. Така што бројот на муслиманите многу повеќе се зголеми. Значи, излезе посланикот салаллаху алейхи ва селам со 10.000, но во тек на одење за Мека, кога ги повика и други племиња, се направија 12.000. Зашто имат во некои пренесувања дека беа 10.000, а во други пренесувања 12.000. Како ги ставаме овие во согласност, дека кога кренаа во Медина, беше бројката на муслиманите 10.000. Но во тек на патот, кога се приклучија и други племиња, што беа повикани да учествуваат во отворањето на Мека, стана бројката на муслиманите 12.000. 12.000. Како што рековме добро, дека посланикот салаллаху алейхи ва селам излезе во месец Рамазан, што значи дека беше времето на постот. И така посланикот салаллаху алейхи ва селам постеше, самиот беше во пост, и неговите асхаби постеја во тек на тој пат, додека стигна во едно место кој се нарекуваат Ел-Кедид. Ел-Кедид се најдуваат од прилика 20 километри пред Мека. 20 километри пред Мека, Ел-Кедид. Во ова место, посланикот салаллаху алейхи ва селам им нареди на неговите асхаби да го прекинат постот. Зошто? За да се уцврстат и да бидат посвежи и повеќе да имаат снага кога ќе се соочат со мушриците. Ако во случај имат битка во ослободувањето, во отворањето на Мека, за да бидат асхабите на посланикот салаллаху алейхи ва селам посвежи и да имаат повеќе снага.
Во Медина го остави посланикот салаллаху алейхи ва салам како водич на Медина Ебу Рухм el-Гифари. Ебу Рухм el-Гифари го остави посланикот салаллаху алейхи ва салам да бидит водич на оние кои останаа во Медина во отсуството на посланикот салаллаху алейхи ва салам додека да се врати назад, значи во Медина. Кога стигна посланикот салаллаху алейхи ва салам во едно место пред Мека, Ев-Вахран, тука застана посланикот салаллаху алейхи ва салам со неговите асхаби, го зедоа тоа место како еден вид одморалиште. Во исто времено, курејшитите во Мека стануваа што понервозни и понервозни. Значи, паднаа во голема паника, во голем страф. Така што се одлучија да го пратат Ебу Суфјана и Хаким ибн Хазим и еден друг од меканците да одат тие, да излезат надвор од Мека, за да гледаат што се случуваат надвор од Мека. Значи, што се зборуваат, што се случуваат и така натаму. Кога излезе Абу Суфјан да гледат, да слушат што се случуваат, во ова место Ев-Вахран виде огромна бројка на луѓе. Што оваа бројка на луѓе, кога виде Абу Суфјан и неговите, значи, придружници, се зачудија. И самите не знаеа кои се овие луѓе. И самите се прашуваа кои можат да бидат овие луѓе. Така што не знаеа, значи не ми беше во јасност дека е тој пратеникот Аллахов, Мухаммед салаллаху алейхи ва салам и неговите асхаби. Така што Аббас ради Аллаху ан беше чичкото на посланикот салаллаху алейхи ва салам. Аббас ради Аллаху ан му рече на Абу Суфјан, се стретнаа тука во Вахран, му рече на Абу Суфјан, го советуваше Абу Суфјана да го изговори шахадетот. Значи да рече ла илаха илла Аллах, Мухаммедун Расулуллах. Зашто му рече Аббас ради Аллаху ан, навистина, о Абу Суфјана, ако не го изговориш шахадетот, ти ќе бидиш уништен. Ако не го изговориш ти шахадетот, ти ќе бидиш уништен. Во вистина, Абу Суфјан во тој момент сакаше да го изговори шахадетот. Но како да му беше неговиот јазик закочен. Значи не можеше да го мрдни неговиот јазик да ги изговори овие зборови. Така што Аббас ради Аллаху ан, што беше муслиманна, го зеде Абу Суфјана на маската од посланикот салаллаху алейхи ва салам. Зашто Аббас во меѓувреме се имаше стретнато со посланикот салаллаху алейхи ва салам и
poslanikot sallallahu alaihi wasallam mu je dade maskata negova na negovio čičko, koga Abbas go sretna Abu Sufjana, go zede na maskata od poslanikot sallallahu alaihi wasallam i posle toa sovetuvanje go vodeše kon poslanikot sallallahu alaihi wasallam. Znači, така rečeno, vo šatorot kade što se najduvaše naši od poslanik sallallahu alaihi wasallam. Koga vrveše Abbas su Abu Sufjana na taja maska, Abu Sufjan gi gledaše taja ogromna brojka na muslimane, što nego go začuduvaše i im se voshituvaše. No, golem broj od sahaba, koga go gleda Abbasa, na maskata od poslanika sallallahu alaihi wasallam, što ja poznavate kad taja biše maskata od poslanika sallallahu alaihi wasallam, ne se prašuva mnogo koji može da biti onoj čovek koji je zajedno so Abbas. Se dodeka ova trajaše, se dodeka stigna pred ogništeto na Omar ibn al-Khattab radijallahu an. Koga pomina pokraj ogništeto od Omar ibn al-Khattab radijallahu an, koga vide Omar radijallahu an maskata na poslanika sallallahu alaihi wasallam i Abbas napred, a Abu Sufjan zadnego kačen, Omar radijallahu an go prepozna Abu Sufjana. Go prepozna Abu Sufjana i Omar radijallahu an reče: dozvolete mi da go ubijam ovaj Allahov neprijatelj. Sega dojde vreme to, sega je možnost ovaj Allahov neprijatelj da go ubijam. Zašto se znajte ka Abu Sufjan vo site bitki beše vodič, glava na mušricite, vo borba protiv vernicite, protiv muslimanita. No Abbas radijallahu an go zamoluvaše Omera radijallahu an da mu dozvolit da pojdat dokaj poslanika sallallahu alaihi wasallam. Omar radijallahu an odeše po njih, gi sledeše. I koga vlegao kaj poslanika sallallahu alaihi wasallam, isto insistiraše Omar ibn al-Khattab radijallahu an, baraše dozvola od poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu dade na Omara, da go ubije Abu Sufjana, koji im našteti toliko mnogo na muslimanita. No Abbas, čičkoto od poslanika sallallahu alaihi wasallam, mu veleše na poslanika sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulallah, o Allahov pratenik, jas mu obetiv nemu, znači na Abu Sufjana, teka to ima da biti dvozaštita, deka na nego nema da mu se sluči ništo. Taka Omar od jedna strana insistirat da go ubijet, od druga strana Abbas se trudit, znači da go spasete Abu Sufjana, za Abu Sufjan na kraj da se konvertira, da go izgovori šahadetot. Zoši toa se nadavaše Abbas radijallahu an, da Abu Sufjan da go izgovori šahadetot. Zošto koga se stretna na početok, to go sovetuvaše. I mu reče: ako ne go izgovoriš šahadetot, ti ke bidiš uništen. I ova mu beše jasno na Abu Sufjan. Isto Omar radijallahu an vo tije momenti, koga beše ova diskusija među nego i Abbas radijallahu an, mu se obrati na Abu Sufjana i mu reče: la tednu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta temut. Znači mu reče: nemoj da se približuvaš
do Allahovi pratenik, za da ne bidiš ubijen, za da ne bidiš uništen, za da ne bidiš završen. Znači, Omar radijallahu an mu veliše, nemoj da mu se približuvaš na poslanika od sallallahu alaihi wasallam. Zašto Omar radijallahu an i vo taja situacija nemaše doverba vo Abu Sufjana. Znači, strahuvaše da Abu Sufjan može, znači, kukavički da go napadnit poslanik od sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Ušte ne beše musliman. Ušte nego nemaš izgovoran šehadetot. Ušte beše mušrik. Ušte beše na verata na mušricita. Poslanik od sallallahu alaihi wasallam, koga go slušaše toj razgovor među Abbas i Omar radijallahu anhuma, mu naredi poslanik sallallahu alaihi wasallam na njegovio čičko da go zemit Abu Sufjana i da se otargnat i noćta da pominat, znači negde vo toj del vo Vahran, i utre denta posle sabav da dojt Abbasu Abu Sufjana povtorno kaj poslanik od sallallahu alaihi wasallam. I taka Abbas radijallahu an napravi. Gozeda Abu Sufjana i se oddalečija. Koga dojde vreme to za sabav, se vikaše ezanot. Abu Sufjan radijallahu an za prvi pat slušaše ezan i se isplaši, go fati panika od toa što go gledaše, ne od toa što go slušaše, tuku od toa što go gledaše su njegovite oči. Zašto? Koga se vikaše ezanot, vide Abu Sufjan radijallahu an kako iljadnici luge, koji bija 12 iljadi, site se razbudija, site stana i site se mijat i site se spremua zemat abdes, zada se klanjat. No Abu Sufjan ne znaše što je to znak. Tije zborovi što se izgovara ne znaše za ošto se. Taka vo toj straf što beše, vo taja panika, go praša Abbasa, ja Abbas, što je ova? Togaš Abbas mu reče, ova je ezanot, el ezan. Znači, ova je ezanot, povikuvanje za vo namaz. Znači, ova je gi izvestuvat za namazot. I vo toj moment Abu Sufjan radijallahu an gi gledaše kako stotici i iljadnici muslimani, ashabi na poslaniku sallallahu alaihi wasallam, se upatuvat na mesto to kade ke go klanjat namazot i go čekat poslaniku sallallahu alaihi wasallam dodeka se pojavite. Sve to ova, znači, go se vozduševuvaš Abu Sufjan radijallahu an od toa što go gledaše, od toa što go svedočeše. Koga dojde poslaniko sallallahu alaihi wasallam i koga gi vodeše vo namaz i koga ode na ruku, tije go sledeja poslaniko sallallahu alaihi wasallam vo ruku, koga odeše na seđde, tije go sledeja poslaniko sallallahu alaihi wasallam na seđde i taka do krajna namazot. Ova ušte poveće, ušte pogolem vpečatog mu ostavi na Abu Sufjana radijallahu an. Koga se vrati Abbas posle namazot, koga se vrati kaj nego, zašto Abbas radijallahu an vo među vreme otide i to se klanjat, zašto vek je beše musliman. Abu Sufjan radijallahu an mu reče na Abbas radijallahu an, ma ya'muruhum bi shay'in illa fa'alu. Mu zbori svega ovdje Abu Sufjan na Abbasa za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mu veli, toj
ништо не им наредуваат, освен го извршуваат. Значи, немат што им наредуваат, освен тие го извршуваат. Значи, се што, секоја една работа кој им ја наредуваат, значи, Мухаммед салаллаху тие одма, во најбрзо време, значи, го извршуваат тоа. Тогаш, Аббас му одговори, на ова што го рече Абу Суфјан, одговори Аббас, لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. Велит Аббас, му кажува на Абу Суфјана, овие муслимани, овие асхаби на Мухаммеда салаллаху алейхи ве селем, ако тој значи Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, им забрани на нив, им ја забрани на нив храната и пиењето, тие ќе беа послушни спрема него. Значи, не само во овие работи што го следат, туку и да им забранит и храната и пиењето, тие ќе беа послушни спрема посланикот салаллаху алейхи ва селем. Значи, ова докажуваат потполна, целосна покорност спрема посланикот салаллаху алейхи ва селем од страна на неговите асхаби. И ова го сведочија дури непријателите на исламот. Кога го гледа како тие ги извршуваа наредбите на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем. И во ова се асхабите примери за нас. Примери како да го следиме суннетот на нашиот посланик салаллаху алейхи ва селем. Овие се наши примери. Види што велит Аббас ради Аллаху ан. لو نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. Значи, тој значи Мухаммед, ако им забрани на нив јадењето, храната и пиењето, тие ќе го послушаа. Значи, толку максимално се покорни спрема посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Тогаш Абу Суфјан му рече на Аббас, о Аббас, разговарај со внукот твој. Значи, зашто посланикот салаллаху алейхи беше внук од Аббас, ради Аллаху ан. Разговарај со внукот твој во врска за твојот народ. Значи, твојот народ за курешитите. Дали тој ќе им опрости на нив? Тогаш Аббас, ради Аллаху ан, го зеда Абу Суфјана и отидоа кај посланикот салаллаху алейхи ва селем. Кога влегоа кај посланикот салаллаху алейхи ва селем, посланикот салаллаху алейхи ва селем му рече на Абу Суфјан, о Абу Суфјан, до кога или уште колку време ќе трајт за ти да сведочиш ла илаха иллаллах, Мухаммедун Расулуллах. Значи, види посланикот салаллаху алейхи ва селем во овие моменти, кога Абу Суфјан, еден или можеби најголемиот непријател на исламот, еден или можеби човекот што највише направил штета на муслиманите, го имат посланикот салаллаху алейхи ва селем во неговите раце. Тој е сам тука, немат кој да го штитит. Посланикот салаллаху алейхи ва селем не му ги спомнуваат нему минатите работи, не му спомнуваат на него одмазда, не му спомнуваат нему лични проблеми, туку го повикуваат да сведочит ла илаха иллаллах, Мухаммедун Расулуллах. Значи, го повикуваат да се спаси. Значи, уште му посакуваат, значи, да се спасит од огнот, од пеколот. Не е во неговата корист и не е во неговата, значи, волја и желба да го убиет него, да го уништит. Не сакат да го спасит од џехеннем. Затоа прва работа што почна да разговара со него, бараше оваа работа шехадетот.
kako ќе реагираме ние, како ќе реагираат денешните муслимани, ако некој човек тебе ти наштетил толку голема штета, како Абу Суфијан на муслиманите, дали тоа во времето Меканско, или после времето во Медина, после хиджретот, во сите тие времиња и годиња, децении, толка голема штета Абу Суфијан, и посланикот салаллаху алейхи ве селем ништо од тоа не му спомнуват, туку му барат да сведочи ла илаха иллаллах, за да се спасит од огнот. Абу Суфијан, ради Аллаху ан, што беше мудар човек, што беше остроумен човек, рече: Ја Расул Аллах, не, о Мухаммед, афван, о Мухаммед, зашто уште немаше тука, Абу Суфијан ради Аллаху ан, уште до овај момент немаше, значи, сведочено ла илаха иллаллах, Мухаммедун Расулуллах, значи немаше потврдено. Рече: о Мухаммед, јас барав помош кај мојот Бог, а ти кај твојот Бог. Но ти се колнам во Аллах, секогаш кога се соочувавме, не се случи скоро, значи не се случи никогаш да се соочиме ние двајца, освен на крај победата беше во твоите раце. Така што, ако беше мојот Бог вистински Бог, а твојот Бог погрешен Бог, тогаш јас ке победев, а ти ке беше поразен. Но се случи обратното. Ти победуваше, а јас, мојот народ, моето племе, бевме поразени. Тогаш рече Абу Суфијан ради Аллаху ан: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Абу Суфијан ради Аллаху ан ги изговори овие зборови. Рече: сведочам дека никој нема право да биде обожаван, освен еден и единствен Аллах субхана ва таала, и Мухаммед е Аллаховиот пратеник. Со ова стана овде Абу Суфијан ради Аллаху ан, муслиман, ради Аллаху ан, стана сахаби. Абу Суфијан ради Аллаху ан. Тогаш Аббас ради Аллаху ан, кога Абу Суфијан веќе посведочи шахадетот, го изговори шахадетот, Аббас ради Аллаху ан, што беше исто остроумен човек, мудар човек, рече: Ја Расул Аллах, јас имам желба да одам, да ми дозволиш да појдам до кај нашиот народ, за да видам што се случуваат во нивните редови. И исто време, кога ќе појдам кај нив, ќе ги повикувам, значи, кај Аллах субхана ва таала, значи во Аллаховата вера и во верата на посланикот саллаллаху алейхи ва селам. Така што посланикот саллаллаху алейхи ва селам му дозволи на неговиот чичко Аббас ради Аллаху ан да оди, значи, во Мека. Тогаш Аббас му рече дека: Ја Расул Аллах, Абу Суфијан е син од нашите чичковци, така дозволи му и на него да дојде со мене во моје придружение да појдеме во Мека. Така што посланикот салаллаху алейхи ва селам им дозволи на двајцата. И тогаш го праша Аббас посланикот салаллаху алейхи ва селам: Ја Расул Аллах, што да им кажам кога ќе појдам кај нив? Што да им пренесам кога ќе стигнам кај нашиот народ, односно, значи курешитите? Тогаш му рече посланикот салаллаху алейхи ва селам: кажи им на нив, кој
го тврдит, го сведочи шахадетот и се воздржуваат на борбата, значи не правит борба против нас, тој е во сигурност. Значи, тој е во сигурност, нема да биде, значи, му се случи некоја штета, уопшто ништо. Исто, кој влагат во Кааба, значи, тука околу Кааба, кој е тука кај Кааба и го оставил неговото оружје, тој е исто во сигурност. Исто кој е затворил вратата од неговата куќа, значи тој затворил неговата куќа, не сака да излага надвор да прави борба, исто тој е во сигурност. Значи, иако не е муслиман, иако е уште мушрик, но влегол во Кааба, или влегол во неговата куќа и ја заклучил, не сака да прави борба, не сака да прави битка, тогаш тие се во сигурност. Значи, нема посланикот салаллаху алейхи ве селем да ги нападнит, нема да прави против нив борба. Тогаш Аббас ради Аллаху ан му рече на посланикот салаллаху алейхи ве селем: "Ја Расул Аллах, Абу Суфјан е човек кој е сакат гордоста, е сакат честа. Спомни го со нешто специфично." Тогаш рече посланикот саллаллаху алейхи ва селем: "Мен дахала дара Аби Суфјан фахуа амин." Кој влегол во куќата, во домот на Абу Суфјан, тој е во сигурност. Значи, овде се спомна екстра, специфично името на Абу Суфјан ради Аллаху ан. Значи, кој влагат во куќата на Абу Суфјан ради Аллаху ан, тој е во сигурност. Значи, на него нема да му се наштети ништо. Нема да му се наштети ништо. И ова нормално посланикот салаллаху алейхи ва селем го направи за да му го зајачи срцето на Абу Суфјан, кој беше пресок, кој беше фришки, значи влезен во исламот. Ова од мудроста на посланикот салаллаху алейхи ва селем. Исто во тоа време, велит имам ез-Захаби рахимуллах, дека Абу Суфјан ради Аллаху ан, што беше тогаш во тие моменти станат муслиман, кога ги гледаше, значи, тие многу бројни луѓе и разни луѓе гледаше, значи не беа само мухаџирун или ансар, туку и други племиња и од други места како Селман ел Фарис од Фарис и така натаму кои беа станати муслимани и други што беа евреи, што беа конвертирани во исламот и така натаму. Абу Суфјан кога ги гледаше нив, му рече на посланикот салаллаху алейхи како што пренесувате ез-Захаби рахимуллах во Сијар А'лам ен-Нубала, ја Расул Аллах. Значи овде више сега му велит ја Расул Аллах, о Аллахов пратеник. Значи пред тоа на почеток о Мухаммед. Но кога го потврди шахадетот, овде му се обрати на посланикот салаллаху алейхи ве селем, ја Расул Аллах. И ова е доказ дека Абу Суфјан ради Аллаху ан одма после неговото сведочење на шахадетот почна да практикуваат онака како што треба. Зошто Абу Суфјан ради Аллаху ан знаеше точно што се барат од него кога тој ќе посведочи шахадетот. Што за жал денеска многу голем број од муслиманите што тврдат дека се муслимани и го изговараат шахадетот само како зборови без да знаат значењето и без да знаат условите, и така ги гледаш како папагаи ги изговараат тие зборови и ништо не гледаш да се трудат и да прават нешто во насока на тоа што барат тој шахадет. Но Абу Суфјан ради Аллаху ан, што беше неколку мигови станат муслиман, знаеше добро
i razbra dobro i shvati dobro što se darat od nego. Znači ovdje mu veli, ja Rasul Allah, o Allahovi pratenik, ihtarte hadhihi l'vuđuh ala qavmik, mu veli Abu Sufjan radi Allahu an, o Allahov pratenik, ti gi odbra se odluči za ovije luge sprema tvoj narod, togaž poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče, ente fa'alte zalik wa qavmuk, ti go napravi to i tvoj narod. Inna haulaj saddaquni iz kadhabtumuni. Ovije se tije luge, što gi gledaš ti sega, što ti je mene mi veruva, me potvrdija, koga vije mene giravte. Wa nasaruni iz ahračtumuni. I ti je mene me podrža, koga vije mene me istaravte, koga vije mene me izvadivte. Isto veli Abu Sufjan radi Allahu an, vo tije migovi, falam ara kal jevmi džunudun qat, wala džama'a. Veli Abu Sufjan radi Allahu an, nikogaž ne vidov preto, i Abu Sufjan radi Allahu an beše čovek što imaše patuvano vo Šam, imaše znači uglednost, imaše pozicija i kaj Arapite, i nadvor od kaj Arapite. Abu Sufjan radi Allahu an velit, nikogaž ne sum videl takvi vojnici i takov džemaat. Nikogaž. I ja kaža vistinata, sadaka, a izgovori vistinata. Ovi je beja džunudun min džunudillah, džunudu teuhid, vojnici na teuhidot, koji beše nivni vodič Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Taka što Abu Sufjan i Abbas radijallahu anhuma se upatija za Meka. Koga stigna vo Meka, gi izvestija deka poslaniko sallallahu alaihi wa sallam se najduvat pred vratite na Meka. I Mekancite nema nikakva možnost da se soočat so poslaniko sallallahu alaihi wa sallam i njegovata vojska. Znači nema nikakva možnost. I Abu Sufjan radi Allahu an, prva rabota koga stigna, gi povikuvaše Mekancite da se konvertira vo islamot. Reče Abu Sufjan radi Allahu an, aslimu teslimu. Konvertirajte se, ke se spasite. Aslimu teslimu. Koga slušna ovije zborovi njegovata sopruga, Hind, koja beše ušte kafira, mušrika, koja gi slušna ovije zborovi od njezini od soprug Abu Sufjan, koji koga izleze od Meka beše ušte mušrik, no se vrati za brgo vreme i vike beše musliman. Abu Sufjan radi Allahu an velit ove zborovi, eslimu teslimu. Konvertirajte se, znači u islamot, primete u islamot, ke se spasite. Koga gi slušno ove zborovi Hind, koja beše ušte mušrika, izleze i go fati nejdzini od soprug za njegovata brada. Znači go trgna za njegovata brada i se obrati na njegovi od narod, Alu Ghalib, reče Hind, ovi je familija Alu Ghalib, ubite go ovaj nerazumen starec. Znači Hind barat vo ovaj moment za nivnata familija Alu Ghalib da go ubijat Abu Sufjana i deka to je nerazumen starec, teka go ostavil pamet odveke. Znači ne možeše Hind poludi, ne možeše da zamislit deka Abu Sufjan radi Allahu an, deka toj go prifatil islamot, deka toj posvedočil, deka Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je Allahoviot
pratеник. Тогаш Абу Суфјан, ради Аллаху ан, му рече на неговата сопруга: пушти ја мојата брада. Пушти ја мојата брада. Ти се колнам, ако не се конвертираш и ти во исламот, ќе бидиш уништена. На вистина, тој, значи Мухаммед, ни дојде нас со вистината. Значи, види Абу Суфјан, ради Аллаху ан, сега веќе прави давет на другите. Значи, види Аллах субхана ва таала кога ќе му го отвори срцето на еден човек за вистината, за иманот, за теухидот. Велите Абу Суфјан, ради Аллаху ан, ти се колнам, ако не се конвертираш, ќе биди, значи, уништена. Се тој, значи Мухаммед салаллаху салам, ни дојде нас со вистината. Влези во нашата куќа внатра и биди мирна. Зашто знаеш, Абу Суфјан ради Аллаху ан, дека посланикот салаллаху алейхи ва салам рече, кој влезе во куќата на Абу Суфјан, тој е во сигурност. Тој е во сигурност. Тогаш посланикот салаллаху алейхи ва салам веќе беше упатен за Мека. Веќе беше упатен за Мека. И така што распореди неговата војска. Што еден дел презеде Халид ибн Валид ради Аллаху ан, кој ги водеше Халид ради Аллаху ан, еден дел Зубеир ибн Ауам ради Аллаху ан. И другиот дел остана со посланикот саллаллаху алейхи ва салам. Посланикот саллаллаху алейхи ва салам им кажуваше на неговите асхаби дека Мека е забрането да се прави борба. Мека е харам. Затоа се викат Месџидул Харам. Значи харам е тука да се прави битка, да се убиват и така натамо. Затоа рече посланикот саллаллаху алейхи ва салам: ма ухиллат ал-хурма ли ахадин qabli wala ba'di wala uhillat li illa sa'atun min an-nahar. Посланикот саллаллаху алейхи ва салам им кажува на неговите асхаби дека хурма, значи забранетоста, недопирливоста од Мека, значи недопирливоста од Мека на никого не му била дозволена. Ни некому пред мене, ни некому после мене. Ни па мене. Само мене ми е дозволена таа недопирливост едно време, едно одредено време од само еден ден. А тоа, ова саа, значи на арапски се употребува, значи саа, значи саатот. Ама саа може да биде, значи, едно време. Не значи саа, значи еден саат, 60 минути кои ги знаеме денеска, може да биде, значи, еден дел од денот. И тоа е така, што алимите велат дека тоа време кој му беше дозволено на посланикот салаллаху алейхи ва салам да прави, ако има потреба и борба во Мека внатра, ако биде, значи, нападнат од страна на мушриците и да смее да ги нападне назад, беше тоа после изгревање на сонцето, до икиндија намаз. Значи, во ова време, меѓу ова време, од изгревање на сонцето до икиндија намаз, му беше на посланикот саллаллаху алейхи ва салам овај исклучок даден од Аллах субхана ва таала за недопирливоста на Мека. И посланикот саллаллаху алейхи ва салам влезе во Мека во 20 од месец Рамазан. Во 20 од месец Рамазан влезе посланикот саллаллаху алейхи ва салам во Мека. Кога влезе посланикот саллаллаху алейхи ва салам во Мека внатра, кај Кааба,
прва работа што направи кај Каба, правеше таваф. Значи, 7 кругови околу Каба. Но овде, посланикот салаллаху алейхи васелам не беше облечен со ихрам, значи со ихрам, туку со облека секојдневна која ја носеше. Зошто? Зошто посланикот салаллаху алейхи васелам не дојде тука за умра, туку дојде за битка, во случај ако правеа борба мушриците, да прави борба посланикот салаллаху алейхи васелам со неговите асхаби против нив. Така што посланикот салаллаху алейхи васелам кога виде не прават тие борба, се предадоа, тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам влезе во Мека, влезе кај Кааба и правеше таваф, значи 7 кругови околу Кааба. И тавафот кога го правеше посланикот салаллаху алейхи васелам, го правеше качен на неговата камила. Значи на камила качен правеше тавафот посланикот салаллаху алейхи васелам. Тие 7 кругови. И ова е доказ дека е дозволено да се прави таваф, значи на возило, на транспортно возило. Секако што се планират во идните 10, 20, 30 години, да се прави во вид како воз околу Кааба, за оние кои се стари во години и така натаму, значи тоа е дозволено. Зошто? И посланикот салаллаху алейхи васелам го правил тоа, значи од камила, тавафот. Исто денеска кој го прават на колички, или имат денеска како вид како количина за четворица, со струја кој се, и го правиш тавафот. Значи тоа е дозволено. Дозволено и тавафот е потполно коректен. Потполно коректен. Зошто? Посланикот салаллаху алейхи васелам има правено, значи, од камила. Посланикот салаллаху алейхи васелам го извршуваше тавафот од неговата камила, кога ги заврши тие 7 кругови, кога ги исполни тие 7 кругови, отиде посланикот салаллаху алейхи васелам зад Мекамул Ибрахим и кланяше исто 2 рекати. Кланяше посланикот салаллаху алейхи васелам 2 рекати. Кога ги докланя посланикот салаллаху алейхи васелам тие 2 рекати, отиде кај вратата од Кааба и им се обрати на мушриците, кои исто беа тука, зашто посланикот салаллаху алейхи васелам рече, кој е влезен кај Кааба, тој е во сигурност. Значи влезен е во Кааба и го оставил неговото оружје. Значи без оружје тука, тој е во сигурност. И голем број од мушриците беа тука кај Кааба, зашто, како што спомна посланикот салаллаху алейхи васелам, кој е во куќата на Абу Суфјан и така натаму, значи куќата на Абу Суфјан е, значи, имат можност за одреден број на луѓе. Значи највеќе кај може да се соберат беа кај Кааба. Така мушриците, најголемиот број од нив беше кај Кааба, тогаш посланикот салаллаху алейхи васелам кога застана кај вратата од Кааба и им се обрати на неговиот народ, кој тие пред 8 години го истераа и сакаа да го убијат и правеа комплоти против посланикот салаллаху алейхи васелам, сега дојде посланикот салаллаху алейхи васелам после 8 години и ослободи Мека од мушриците, ослободи Мека од ширкот и тој е сега владарот на Мека. Застана кај вратата од Кааба и тогаш им се обрати на нив и им рече: што мислите вие, што ќе правам јас сега со вас? Ова го повтори посланикот салаллаху алейхи васелам 3 пати. Што мислите, што ќе правам јас сега со вас? Секогаш одговараа мушриците
Со овие зборови. Ти си брат и ти си син од нашите чичковци. Ти си милостив. Ти си мек. Значи, увек ги зборе овие зборови спрема посланикот саллаллаху алейхи васелам. И тогаш им се обрати посланикот саллаллаху алейхи васелам и им рече: јас ке речам денеска онака како што рече мојот брат Јусуф алейхи салату васелам на неговите браќа, кога му направија сите тие неправди и сите тие злоа на Јусуф алейхи салату васелам, но на крај, кога Јусуф алейхи салату васелам ги примани во Египет и тој беше водичот и имаше в раце економијата во тоа време на Египет, рече тогаш Јусуф алейхи салату васелам: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Јусуф алейхи салату васелам им рече: денеска јас нема да ве укоравам. Денеска веќе немам веќе да ве укоравам. Аллах да ви опрости вас. Тој е навистина најмилостиот се милосниот. Значи, со овие зборови посланикот салаллаху алейхи васелам му се обрати на неговиот народ. Исто во друго пренесување им рече: одите, вие сте слободни. Одите, вие сте слободни. Значи, овде посланикот салаллаху алейхи васелам го имаше водството на Мека и ја имаше Мека под негова контрола и имаше војска од 12.000 асхаби. Но неговата цел не беше да се одмазди. Неговата цел не беше да леет крв и да убиват луѓе и да масакрират луѓе, не. Го сакаше доброто за нив, го сакаше упатството за нив, сакаше да се спасат од џехеннем. И затоа ова дело, овие зборови, овај карактер, врвен карактер од посланикот салаллаху алейхи васелам беше причина за во тој момент голем дел од тие мушрици кои беа тука присутни отидоа кај посланикот салаллаху алейхи васелам и му ја дадоа раката и му ја дадоа заклетвата и потврдија шахадетот ла илаха илlallah Мухаммедун Расулуллах. И така стана муслимани, и така стана асхаби од посланикот саллаллаху алейхи васелам. Ние вечерва ќе се задоволиме со олку, зашто има туше неколку важни детали кои се случени во текот на ослободувањето, односно после ослободувањето на Мека, кои се придонесливи за нас. Така бидниллахи таала идниот дерс ќе продолжиме исто со другите детали после отворањето, после ослободувањето на Мека. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва асхабихи ва саллам.